Pa vaka, jaz naučив mnogo важни животни лекции од мојот сопруг Мартин, кој кога се запознавме работеше во добротворни организации и организираше многу настани за собирање на средства. Преку него и присуство на овие настани, сватив дека секој што заработува треба да дава дел од својот приход на луѓе кои што имаат потреба од помош, секој според своите можности. Сите ние како луѓе сме поврзани меѓу себе и колку повеќе ќе успееме да направиме нечи друг живот подобар, макар и за мала нијанса, толку повеќе ќе го направиме цел свет подобро место за живење за сите нас. Мартин дојде до идеја да најдеме начин да помогнеме на деца од Македонија и се распрашавме околу и така дознавме за детско село. Тоа ме инспирира да најдам начин да го додадам детско село кај мене на работа во Google, на листата на добротворни организации, каде што вработените може да донираат директно при компанијата и исто така тоа го правиме сега и во Amazon. Мисијата што има детско село е многу инспиративна. Секое дете да расте во семејство окружено со љубов, почит, чувство на сигурност и да се помогне на секој дете да ја изгради својата иднина. Вработените во компании како Microsoft, Amazon и Google се поттикнуваат да донираат во различни добротворни цели. Например, во Google секоја година за Божич компанијата им дава парични средства на вработените да ги донираат во организација по свој избор. Мојата мисија беше да ја раскажам сторијата за детско село на вработените во Google. Како една од првите вработени од просториите на поранешна Југославија, инициирав онлайн групи да ги спојам луѓето од нашите простори и така преку тие групи ја споделив идејата за донации од детско село. Многу од моите колеги што како мене доаѓаат од овој дел на светот, беа природно заинтересирани да помогнат. Исто така и многу колеги со кои работам директно од различни делови на светот се многу инспирирани од добротворната мисија на детско село, особено во Македонија, каде што условите за живење може да бидат многу сурови ако се дете без родители. И така се прошири идејата за донации кај вас, што мене лично многу ми е драго. Децата се нашата иднина и секој дете заслужува да има подобра иднина. Секоја добротворна организација како детско село има потреба од донации. За да донирате, значи дека треба да се откажете од нешто, дали е тоа кафе или пиво со пријателите или било што друго што може да се дозволите, но со тоа ќе успеете да направите голема промена во нечи детски живот. И учете ги своите деца да донираат. Децата се природно настроени, децата природно сакаат да им помагаат на другите, и ако ја поттигнете таа нивна великодушност додека се деца, ќе пораснат во здрави личности кои ќе знаат како да им помагаат на другите цел свој живот. Ако сакате да направите една работа денес, помислите на иднината. Секоја ваша донација, без разлика дали е мала или голема, ќе го промени животот на едно од овие деца. Овие деца се нашата иднина, вашата иднина, иднината на Македонија и иднината на светот.